екстремно високи температури, а како што вели мојот соговорник, трчањето влезено во крвта, не можеме без да истрчаме во текот на денот, а и толку бенефити од трчањето, па зошто па и да не истрчаме без разлика ако се високи температури. Сега како да се подготвиме, како да се однесуваме и го испланираме денот во овој период. Кукана Јановски е нашиот гостин. Добро утро. Добро утро, Јована. Ти благодарам за поканата и поздрав до сите гледачи. Како да го подготвиме телото за овие екстремно високи температури, да го подготвиме за спортување? Токму така. И па како што најави и ти, како што секогаш кажувам јас, идејата е спортот да ни стане начин на живот. Ете, кога трчањето ќе стане начин на живот, тогаш нема да биде невообичаено дали ќе дојде лето и да трчате во топлите температури. Значи, тоа ќе биде една природна состојба кога трчате како во зимо, така во пролет, така во есен, така и во лето. Сега се разбира, кога се поекстремни температури, треба да бидеме и малку повнимателни и треба пред се да си го знаеме телото. Да знаеме во каква состојба нашето тело и до кои граници може да го изложиме. Се разбира, не треба да одиме со глава од зид и да трчаме по секоја цена во екстремно високи температури, ако тоа знаеме дека не сме физички подготвени за тоа, затоа што ќе си направиме повеќе лошо, отколку што ќе направиме некој бенефит. Така да секогаш треба да размислиме во каква состојба е нашето тело, дали може да го издржиме тоа и што би направиле ако отидеме да трчаме во тие високи температури. Најчесто рекреативците се за летниот период и кога веќе ќе се подобри времето, па чинам дека од април месец веќе се полни кеот. Најмногу сега во летниот период, обврските не секогаш ни дозволуваат да можеме наутро рано. Обичај кога ги завршиме со обврските, па тогаш толку е спарно од денот како што поминал со високи температури. Што препорачуваат? Така, па сега, зависно во која фаза ни е навлезено, не само трчањето и спортувањето. Ако сме влегле во некоја, да речеме, следна фаза, што би рекле next level, повисоко ниво на спортување, каде што бараме некои нови предизвици, каде што сакаме да немаме некои изговори и сме подготвени да пробаме и да се разбудиме рано наутро. Се разбира, тоа може да го почнеме прво за викенд, кога не сме, да речеме, на работа, кога немаме обврски, тогаш да станеме малку порано и да видиме како е доколку истрчаме, да кажеме, во 5 сат, во 6 сат, затоа што сега е веќе 4,5, почнува да се разденува и имаме таква можност. И да го направиме тоа, затоа што тогаш во овој период од годината е најидеално за спортување, затоа што уште тогаш е најладната температура, почнува раѓањето на денот и се разбира секој што сака да спортува во тој период од денот и е во можност да го направи тоа, ќе си помине најубаво. Ќе го види изгреј сонцето, ќе фати малку од, условно кажано, посвежата температура и на тој начин ќе си спортува и подготвен со убаво расположение ќе почне во денот. Но, доколку не сме некои што можеме да станеме, што сме рано будници, телото наше не е навикнато да станува рано и повеќе преферираме да трчаме попладне. Попладне се разбира многу потопло, затоа што температурата во текот на целиот ден е насобрана. Сега тогаш треба да се трудиме да биде тоа малку подоцна, да речеме после 19 часот, како некој минимум. Доколку сме во можност и да трчаме, да речеме, и на кај 20, односно спортуваме и на кај 21 часот е уште подобро, затоа што тогаш веќе температурата почнува и да се намалува, меѓутоа треба и да внимаваме, затоа што колку подоцна спортуваме, нашето тело се активира, па потоа нема ни се спие. Тоа сакав да кажам, до кога е дозволено пред спиење да спортуваме? Зависи каков ни е метаболизмот, зависи како сме го навикнале телото. Значи, нема проблем, меѓутоа ќе бидеме многу убаво расположени, стрекни, па нема ни се спие, па се зависи какви обврски имаме следниот ден. Така меѓутоа некојаш па е убаво онака. Бил, да речеме, стресен денот, исполнет со многу активности и онака на крајот сме нашле сила да испортуваме и потоа едноставно така олабавени, опуштени, само уживаме и чекаме да си... Нема поубаво, може да заклучиме. Добро, рано наутро, многу рано дајаме ние на работа и рано наутро забележувам голем број на спортисти низ Скопските улици, рекреативци. Да, сега некако јас повеќе го преферирам кеот на Вардар, но сепак кој како му одговара. Доколку се јават тешкоти во трчањето конкретно од високите температури, како да ги минимизираме потоа? Па вака сега, значи треба да видиме колку е температурата, кој период одиме, да се облечеме соодветно.
Што значи тоа да се облечеме соодветно? Минимално што може најмалку да се облечеме. Еве сега многу луѓе трчаат и голи, што се вика. Тоа се забележува на килот. Да, ја не преферирам да трчам гол, бидејќи сепак ова не е плажа, значи имаме некој бонтон. Да, меѓутоа сега тоа е личен избор, ете не може да им забраниме на тие. Така да минимална облека, некоја најлесна облека, што може да имаме краток шорт без ракави, маичка со некој перфориран материјал, значи издупчена што се вика. Чорапи некои ниски, кратки и пред тоа да се хидрираме соодветно. Тоа сакав да ве прашам за храната предходно и за пиењето на вода пред и по тренинг, но и за време на трчањето. Ние практично треба да пиеме вода добро во текот на целиот ден. Тоа значи повеќе пати помалку, бројот на килограми да го делиме со 25, толку литри вода во текот на денот, и кога ние нонстоп така се однесуваме и кога ќе дојдат вакви температури и вакви моменти, ништо спектакуларно нема да промениме, може малку ќе се напиеме повеќе, меѓутоа секогаш пред да отидеме да имаме пиено вода или некој изотоничен напиток кој што ќе ни даде енергија, ќе не крене. Ете, ако го избереме кеот на Вардар, има многу чешмички кои што течат, на секоја од нив да застануваме, да се напиеме вода, да се освежиме, да се разладиме, апсолутно. И на тој начин се разбира дека ќе спречиме некоја несакана последица. Меѓутоа, најважно е пред се, па ќе кажам, да си го знаеме телото, да си го познаеме, да знаеме каква моментална форма и на што практично се изложуваме во тој момент. Да, таа физичка активност биде што помала. Исхрана пред тренинг? Да, исхраната се разбере и тоа кога ќе ни стане секојдневие, и тоа ќе ни стане начин на живот, и тоа нема да имаме проблем. Нешто спектакуларно да правиме. Да, ете, например, доколку спортуваме рано наутро, може да се разбудиме, ете да се напиеме, да речеме, чај со мед, изотоничен напиток, некој цеден портокал, лимон, што и да е, вода се разбира на првото станување пиеме, може да земеме, да речеме, мед малку, јас сакам исто комбинација мед со тан, медотан, и на тој начин да отидеме да спортуваме, лесно, значи некое минимално количество на храна да внесеме, за да имаме енергија да спортуваме во текот на тој тренинг, и кога ќе се вратиме, се разбира да се она што сме потрошиле, да кажеме, да го наградиме нашето тело со квалитетен оброк и да имаме опоравок после спортот. За вас стана начин на живот трчањето и вие буквално може да кажеме заразивте многу луѓе. Книгата ја објавивте, бевте тука гостин, и што беше едно убаво заокружување на целото искуство кое што го стекнавте. Може многу совети да се прочитаат во истата. И она што го слушам сега изминатиот период, тоа е кај работоспособно население, многу често се случува кај помладата популација да доживеал колапс. На работното место колабирал, додека спортувал. Каде се тие грешки лучени? Доколку човек континуирано спортува, доколку зборуваме за, да кажам, професионални спортисти или за луѓе кои што активно спортуваат, кај што спортот е, како што кажавме, секојдневие, нема случај тоа. Меѓутоа, доколку некој може би ја погледнал емисијава, па сега веднаш се мотивирал и ништо не јадел во текот на целиот ден, пиел неколку кафиња, не пиел доволно вода, нема енергија, дехидриране, и уште плюс кога ќе отиде на топлото, мотивиран така и немам гајле, немам проблем, и може да се случи таа непосакувана ситуација. Исто и други луѓе кои што исто се, да кажеме, подготвени, меѓутоа не на нивото. Треба да се знае телото, затоа што перформансот при високи температури се намалува. Значи, кај мене во клуб има многу луѓе кои што супер тренираат, супер форма се, кога ќе дојдат вакви топли температури, едноставно не можат. И тоа нема ништо лошо. Треба да знае дека е така и да го избегнува. Секој организам различен. Да. И на тој начин, или доколку одлучи да тренира во таков период, да знае физичката активност да биде со помал интензитет, затоа што во спротивно, ете, од преголема температура може да добиеме сончаница, може да почне да ни се врти, може грчеви да добиеме. Значи, сето тоа може да се случи, да на крајот краиштата да стигнеме у ситуација која што не е посакувана.
подобро да не отидеме да спортуваме. Апсолутно. Навраќаме на заклучокот дека секој е најдобар познавач на сопственото тело. Така треба да биде. Да. Оно што го најави, вие заразивте многумина, повозрастна популација кои што имаат семејства, па направивте еден убав круг, нели, па семејствата помладите децата и така натаму една генерација која што веројатно ја создаваме. Поради тоа што навистина се соочуваме со еден проблем кај децата, еве затоа имаме и прилог УНИЦЕФ, даде известување кој што навистина е многу лошо и драматично, но тоа е 100% потврдено со бројки дека секое трето дете е обезно. Поразително многу. Поразително, да. Ако порано да кажеме, еве нашите генерации во одделението имавме да речеме едно дете кое што ќе имаше вишок на килограми, сега навистина има многу повеќе. Значи меѓутоа проблемот кај децата од каде потекнува од нивните родители. Затоа велам, затоа велам направивте еден круг, и се надеваме дека кругот ќе се шири. Дај Боже, мора да се шири. Ние сме, евте, јас сум избрал тоа да ми биде начин на живот, тоа да биде моја мисија и се надевам дека преку личниот пример, преку тоа што го покажуваме сите ние што спортуваме, што сме активни, ќе ги мотивираме и тие родители и тие дечиња да бидат уште од најмали здрави, да се грижат за своето здравје, затоа што нема поголемо богатство од здравјето. Апсолутно. Благодариме за гостувањето, секогаш наш драг гостин и се надевам дека денеска потикнавме многумина и дека, како велите, го ширевме кругот. И денеска го проширивме кругот. Благодариме.